Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот. На Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Добар ден, почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Со заладување на времето дојде и сезоната на вируси и настинки. Најосетлива категорија токму овој период од годината се децата, често се разболуваат, често имаат потреба од лекарска грижа и нега. Токму и ова е тема на денешното издание на Здравје, а кога се работи кај за заболувања кај децата, на моја чест и задоволство и овој вторник со мене во студиото е примариус доктор Оливер Зафировски, директор на Институтот за белодробни заболувања кај децата во Козле. Доктор Зафировски, добар ден и ви благодарам што одвоивте и овој вторник време да споделите совети и информации со нашите слушатели. Добар ден на вас, на вашата емисија. Со задоволство сум секој пат гостин, бидејќи навистина имаме што да кажеме. Као што кажате, оваа зима почна рано вирусните инфекции и ние последните месеци по дена сме преполни. Значи, заладувањето ги донесе првите вируси, а првите вируси, децата кои што се уште немаат меморија за вирусите кои што се најчести во овој период, беа и најатакирани. Тоа се работеше за една помала популација, тоа беа доенчиња од 6 месеци до 1 година, над 1 година, значи популацијата под 3 годишна возраст. И она што секако беше за одбележување за оваа сезона, дека беа доста компликации кои што се појават. Значи, почва како една обична вирусна инфекција и многу брзо, за само неколку дена, гледавме компликации, што појава на бронхопневмонија, појава на рецидивантни обструктивни бронхити и се други останати компликации. Така, пред 10 дена во медиумите излезе една информација токму од вашата установа со која раководите, дека е преполна болницата со болни деца, дека дури е надминат капацитетот за 20%. Навистина ли е тоа така? Да, знаете, нашата институција оваа година е прва нова клиника која што после толку децении се изида во Република Македонија и бидејќи ги нуди сите услови за брзо згрижување на децата, како и може да се направат сите испитувања во област на детската пулмологија, алергологија, посебно кога се работи за акутни вирусни заболувања, беше наметено, односно сите луѓе едноставно појда во наша институција. Зато имаше моменти кога немавме нашиот капацитет е неде околу 110 дечиња со 110 мајка придружи, но имавме над 140 деца, а на дневна основа допоминува од 250 до 300 деца во нашите специјалистички и субспецијалистички амбуланти и затоа направивме една изјава до медиумите дека и да сакаме не можеме да видиме повеќе, бидејќи беше невидена турканица како во нашите амбуланти, така и на одделењата и ќе се реметеше нормалниот тек на работа. Така, предпоставувам дека и во тој период сте правеле триажа, значи оние поитните случаи со потешки компликации, секако дека сте наоѓале место да ги хоспитализирате, бидејќи соработувате и со детската клиника во постојан контакт. Исто и детската клиника беше полна, така да ние правивме таа триажа. Потешките болни деца и доенчињата беа оставани за болничко лекување, а се она што беше да може да се лекува во нашата дневна болница или амбулантски ги остававме да ги наследиме и секојдневно доаѓање, давање на терапија го решивме овој едно извонреден тежок проблем што се јави, бидејќи не очекувавме дека толку може да имаме наплив со почетокот на зимата и се уште беше рано, тоа почна веќе во октомври, што за овој период немаме толку пациенти. Така, доктор Зафировски, дали од само од Скопје се повеќето болни деца или предпоставувам дека од цела Македонија хоспитализирате дечиња со вирусни инфекции? Така, не само од Скопје, него и од цела Македонија, но оно што е за секако за одбележување се повеќе и повеќе имаме наплив на пациенти од Косово, бидејќи нивната педијатриска заштита имаат мал број на педијатри, сето тоа доведува да еден наплив од пациенти од Косово, кои што исто ги хоспитализираме тие потешки болни деца, бидејќи се работи и за поспецифични заболувања, односно за потешки болести, кои што сепак ние кој институција кои што сме врв во домен на детска пулмологија, алергологија, туберкулоза, цистична фиброза, кој што отворивме нов центар за цистична фиброза, кој што најде извонреден одзив кај граѓаните, сепак значи се работи за една голема регион кој што ние го покриваме, сме единствени во Македонија, во Косово, Јужна Србија и дел од Албанија кој што доаѓаат кај нас.
нас. Така, кога сме кај вирусните инфекции, мало до објаснување до слушателите, овие деца кои ги споменавте, 130 на 140 болни кои во еден период биле хоспитализирани во октомври кај вас, ги ја преполниле клиниката, детската болница во Козле, со какви симптоми најчесто доаѓаат овие мали пациенти? Односно, родителите што укажуваат на вашите колеги, на вас лично, бидејќи вие работите директно со децата? Првите симптоми се течење на носето, појава на секреција, после тоа е лесно зголемена температура, појава на кашлица, но ако тие симптоми останат на тоа ниво, секако се лекуваат кај своите матични лекари и се лекуваат со симптоматска терапија без употреба на антибиотици, бидејќи најчесто 95% од нашите епидемиолошки кабинет кој што ги води, кои се дали се бактериски или вирусни инфекции, укажува дека најчесто се вирусни инфекции. Значи не се дават антибиотици, остануваме на симптоматска терапија. Но ако имаме влошување на клиничката слика, појава на температура од 40 степени кој што трае неколку дена, појава на зголемена малаксалост, кашлица кој што станува продуктивна, кој што ги засега и некои други органи, и појава на бронхопневмонија, пневмонија со телектази или плеурити изливи во кажано народски, значи тоа е една од индикациите да децата се упатат во нашата установа и да останат на болничко лекување. Колку обично трајат хоспитализациите, болничкото лекување во вакви случаи кај деца, доколку не е многу тешка форма на некоја вирусна инфекција? Бидејќи тоа знаеме дека и со месеци може да остане хоспитализирано кај вас или во друга установа. Ако се работи за специфични заболувања, односно за појава на туберкулоза кај детето, значи тие остануваат и месец и 2 месеци, додека ако се работи за обична пневмонија од 7 до 10 дена, во зависност од додатниве компликации. Така, еве, споменавте дека проводите со симптоматска терапија, иако сме на почетокот на емисијава, чисто еден ваш практичен лекарски совет до родителите, бидејќи секој родител на дете веднаш штом ќе го почувствува малку малаксано детето, го носи директно на лекар. Претпоставувам дека и со незначителни симптоми имате пациенти. Што да направат во тој момент, во првиот момент, доколку забележат мала, но незначителна промена на здравието на нивното дете? Значи, она што најчесто ги плаши родителиве, тоа е температурава. И затоа убаво сакам да одговорам на ова прашање. Значи, температурата е позитивен знак. Значи, дека имунолошкиот систем на самиот организам е добар и тој се појавува температурата. Причината е појава на температура. И затоа родителите не треба да ги плаши температурата, да се дава антипиретик, парацетамол или било кој друг вид на антипиретик, се дават повеќе внесна течности, витаминска терапија и она што е потребно детето да не оди на училиште или да не оди во градинка, и ако за неколку дена целата таа состојба се смири, нема потреба да се оди во нашата установа. Доволно е да се посети матичен лекар. Затоа, значи, не треба родителиве да дигаат паника и обично тоа исто доведе до зголем број пациенти. Секоја температура во град Скопје мораше во било кое време да биде упатено детево до нашава клиника. Тоа даде зголем број на пациенти, а одговорот беше симптоматска терапија. Така да за таа клиничка слика доволно е симптоматска терапија за антипиретик, поголем внес на течности и витамини. И што повеќе. Дали во оваа сезона имате диагностицирано, односно потврдено грип со клиничка слика во вашата установа? Деца болни од грип? Во нашата установа официјалното Институт за јавно здравје на Република Македонија, кој што ја дава официјално потврда дали се работи за грип или за некои други вирусни инфекции, но и кај нас имавме поедино изолирано за работа на инфлуенца од тип А или параинфлуенца, што секако е знак дека се работи за грип. Така, споменавте некаде деца околу 6 месеци. Која возраст е најчесто која на деца која ја носат родителите и барат лекарска помош од вас? Предпоставувам дека изминатите години имавте и новороденчиња на месец-два. Имате ли оваа сезона толку мали болни дечиња? Во континуитет имаше и новороденчиња 30 дена, 25 дена, 40 дена, што сепак ние имаме на неонатолошко оделение, но тоа има мал број на кревети. Затоа, кога се појави поголем број на новородени деца кои што беа со појава на бронхеолит или со појава на акутно респираторно заболување, ние дел од нив можевме да ги хоспитализираме и тие останува во нашата установа. Останатите број ги испраќавме, останатите деца да ги упатувавме во клиника за детски болести, кои што имат оделение за неонатологија, кои што има сеопфатно може да ги третира тие дечиња. Дали од дел од децата, поголем дел се деца кои одат во градинка, па во директен контакт со
со деца, дали има тоа некакво значење за зголемениот број на овие вирусни инфекции кои ги споменавте? Така, градинките се еден исто голем момент кај што децава кои што идат болни представуваат ризик за да може да се заболат деца кои што се здрави. Затоа ние соработуваме со сите наши градинки во Скопје и даваме апел болниве деца да бидат изолирани и цело време имаме една кампања да може да се направи деца кои што се болни да бидат посебно сместени во тек додека се во градинката, а овие што се здрави да немат контакт, бидејќи контактот ја прави тој пренос, односно трансфер на вирусната инфекција од здраво на болно дете. Така, ви благодарам за овие корисни информации. Ќе направиме една кратка пауза и повторно ќе се вратиме околу работата и функционирањето на Институтот за белодробни заболувања кај децата Козле, нова здравствена установа неодамна изградена и како функционира. И повторно ќе се вратиме по рекламите околу вирусните инфекции и останати заболувања кај децата. Одиме со реклами, па се враќаме со разговор во студиото. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот. На Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Денешен мој соговорник во здравје е примариус доктор Оливер Зафировски, директор на Институтот за белодробни заболувања кај децата во Козле. Со доктор Зафировски на почетокот од оваа емисија ја почнавме темата со зголемениот број на деца со вирусни инфекции. Малку порано почна сезоната, токму така рековте вие, докторе. Да. Сега малку е стабилизирано, а од тук кога се работи за вирусните инфекции, некако им прават поврзаност со загадување на воздухот. За среќа денеска во главниот град имаме навистина чист воздух, полесно се дише, што велат постарите. На што се должи ова? Зошто еден период имаме загаден воздух, друг ден, еве како денеска, малку посвеж и почист воздух? Така, уште рано од наутро се види дека има големо движење на ветер во Скопје, посебно ние сме во една котлина и затоа аерозагадувањето е поголемо бидејќи немаме движење на ветровите. Денеска имавме поголем ветер во утрово и затоа денеска буквално немаме никакво аерозагадување, имаме убав ден, сончев ден и чист воздух. Но не беше ваква сликата пред 10 дена, еве недела дена и октомври, ноември, кога почна грената сезона. Дали тогаш имавте деца кои се жалеа на тешко дишење поради воздух, да ги вие лекарите да го поврзете поради воздухот, бидејќи детето престојувало, предпоставувам, подолго време на отворено? Така, аерозагадувањето е глобален проблем и на сите урбани заедници, посебно кои што се работи за поголеми градови, представува во зимските услови со појава на грената сезона се зголемува аерозагадувањето. Посебно ако се градовите големи кои што е Скопје на река или во Белград, исто и други големи градови кои што поминува некоја река, уште поголемо аерозагадувањето бидејќи тоа дава дополнителни проблеми кај децава. Зашто е битно кај деца? Бидејќи децава многу повеќе респирации прават. Сите тие зголем број на респирации дојдува да поголемо количество на аерозагадување се внесе во белите дробови. Кај децата бронхоепителниот епител е многу нежен и секој тоа аерозагадување го оштетува епителот на дишното стебло и доведува до полесно навлегување на вирусите во дишното стебло. Секој тоа зголемено количество на вируси во белите дробови доведува да помине во акутна респираторна инфекција и затоа што во раните октомвриски, ноемвриски денови ние имавме зголемен број на пациенти. Тоа доведе да се преполнуваат болниците и секако аерозагадувањето се има воe влијание директно на респираторните заболувања. И исто така и кај хронично болниве деца и кај хронично болни не само децата, тука и кај возрастните. Но на што секако исто така е многу битно, ние као пациентите во наша република обично и не земаат хронично болни терапија пред да се почне зимската сезона. Она што би сакал да апелирам, секаде пред почнување на зимската сезона, пациенти кои што имаат хронични и обструктивни белодробни болести треба порано да започне со терапија за да бидат заштитени во тек на зимските месеци. Дали оние разни препарати во форма на лекови, таблети
може да го зајакнат имуниот систем. Зборувам за препарати кои се наменети и со својство за зајакнување на имуниот систем и кога да почне да се пие таква терапија. Така, имам голем број на имуностимулатори, кои што ги кажуваме ние, и затоа пожелам да луѓето кои што имаат хронични заболувања почнат осим со својата терапија која што е за соодветната хронична болест и да се појача имунитетот. Тие препарати ги имат, достапни се во нашите аптеки и треба да се започнат уште во октомври, за да може да бидат заштитени децата. Октомври се дават, некои се дават 3 месеци, по 10 дена се пие, па има 20 дена пауза, затоа да се почне уште во октомври, ноември, декември, за да дочекаме зимата подготвени и нашиот имунолошки систем да може да одговори на респираторните вируси. Да, кога сме кај аерозагадувањето, вие имате напишано и книга, исто така сте автор за ова проблематика која е глобален проблем, ние, од секогаш имало аерозагадување, но дали во последно време дека почнува да се мери, имаме лесно достапни информации преку интернет и мерни станици, некако мислиме дека ова е нова појава, може би е малку позголемена, но секогаш предпоставувам дека имало аерозагадување во Скопје. Така, одлична тема зачнавме, значи аерозагадувањето веќе долго време сум дел од тимот кој што работи аерозагадување во таа група кој што го следиме. Порано немавме мерни станици и не го меревме. Знаат по старите генерации 98, 99, значи ако појдевме, што кажуваат некои наши доктори, ќе појдевме на кисела вода, па ќе завршевме во Велес или ќе појдевме во Газибаба, ќе останевме во Куманово. Имавме извонредно големо аерозагадување, појава на магла и смог кој што траеше по 15 дена. Тоа го неаме сега. Сега достапноста на интернет и мерните станици кои што ни дават која е концентрацијата на аерозагадувачите, малку се крева некоја паника дека секој тоа згодува. Не велиме дека нема аерозагадување во Скопје, во Скопската котлина, но самата поставеност на Скопската котлина кој што нема проток на ветрови, секако урбанизацијата што последната деценија зголемено, односно неконтролирање зидање во Скопје, доведе да тоа аерозагадување поголемо. Но не е исклучи Скопје во склоп на големите градови. Читаме и Париз, и Белград, и сите Белград, уште поголема аерозагадување има. Кина да не збориме, Индија да не збориме, Америка исто така имаат огромна аерозагадување, но сепак добре што водиме сметка за аерозагадувањето, се трудиме да го намалиме, а сето тоа ќе вроди со плод. Еве нова одлука што имаше владата Република, може да се купат електрични автобуси, ќе доведе до намалување купување на нови коли кои што имаат, значи помала емисија на грејење на палети. Грејење на палети, сето тоа ќе доведе до намалување на аерозагадувањето во нашиот град. Така, гледам и низ главниот град се повеќе луѓе млади, повозрастни носат маски заштитни. Колку тие маски можат да не заштитат од внесување на тие честички кои ги споменавме и да не ни го загрозат здравието кога се движиме на отворено, а кога аерозагадувањето е навистина високо? Така, тие маски секако може да помогнат, но секако 100% не штитат. Има различни видови на маски, од некои што се со помала може за заштита до највисоко ниво на заштита, но сепак пожелно е ако веќе мораме да излеземе надвор кога аерозагадувањето е високо, пожелно да имаме маска. Исто така ладниот воздух е еден од најлошите тригер фактори кои што влие на нашето здравност, влие на тој епител. Ладниот воздух доведува до појава на астма кај пациенти кои што имаат астматско заболување и престој половина час или повеќе од 1 до 2 часа на ладен воздух ќе доведе до оштетување на трахеобронхиолниот епител и појава на астматски напад. Така да маските си имаат своја улога, но не е 100% заштита, да кажеме, ако имаме маска, но помагаат у секој случај. Така, но оние маски кои се хируршки, медицински, што имаат секако рок време траење, до час-два. До час-два и мислам дека тука повеќе е нека мода излезе да... почна реклами за специализирани маски за против аерозагадување, за заштита од загаден воздух. Предпоставувам дека е сличен ефектот на заштита. Ја мислам дека тоа се повеќе маркетички трик и не се лиценцирани кои што ние би може да видиме во која количина и од кои честички не штитат и од која аерозагадување може да дадат. Значи се уште нема некоја научно... Некоја валидна студија барем во нашата држава кој што би можел да ги тестира тие маски кои што се во продажба, да кажеме точно оваа маска толку штити,
не знам дека постои некоја институција која што го работи тоа. Така, ова предпоставувам дека повеќе заштита со маски се однесува на лицата со хронични заболувања, кои имаат респираторни проблеми, или може и здравите лица? И здравите луѓе може да ги земат, зашто што основно повеќе штитат од ладниот воздух, пошто ладниот воздух сепак кога не оди директно во дишното стебло, маската е еден филтер кој што го секако нашите луѓе порано користеле шало за тоа, и така да не е нешто страшно. Да се надеваме дека што помалку потреба ќе имаме ова зима, дека ќе имаме повеќе ветер. Така, и чист воздух. И чист воздух. Ќе направиме една музичка пауза и ќе се вратиме повторно со информации поврзани околу функционирањето и лекарската грижа и нега на болните деца во Институтот за белодробни заболувања кај децата во Козле. Одиме со музичка пауза. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот. На Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Денешен мој соговорник во здравје е примариус доктор Оливер Зафировски, директор на Институтот за белодробни заболувања кај децата во Козле. Со доктор Зафировски на почетокот од оваа емисија ја почнавме темата со зголемениот број на деца со вирусни инфекции. Малку порано почна сезоната, токму така рековте вие, докторе. Да. Сега малку е стабилизирано, а од тук кога се работи за вирусните инфекции, некако им прават поврзаност со загадување на воздухот. За среќа денеска во главниот град имаме навистина чист воздух, полесно се диша, што велат постарите. На што се должи ова? Зошто еден период имаме загаден воздух, друг ден, еве како денеска, малку посвеж и почист воздух? Така, уште рано од наутро се види дека има големо движење на ветер во Скопје, посебно ние сме во една котлина и затоа аерозагадувањето е поголемо, бидејќи немаме движење на ветровите. Денеска имавме поголем ветер во утрово и затоа денеска буквално немаме никакво аерозагадување, имаме убав ден, сончев ден и чист воздух. Но не беше ваква сликата пред 10 дена, еве недела дена и октомври, ноември, кога почна грејната сезона. Дали тогаш имавте деца кои се жалеа на тешко дишење поради воздух, да ги вие лекарите да го поврзете поради воздухот, бидејќи детето престојувало, предпоставувам, подолго време на отворено? Така, аерозагадувањето е глобален проблем и на сите урбани заедници, посебно кои што се работи за поголеми градови, представува во зимските услови со појава на грејната сезона се зголемува аерозагадувањето. Посебно ако се градовите големи кои што е Скопје на река или во Белград, исто и други големи градови кои што поминува некоја река, уште поголемо аерозагадувањето, бидејќи тоа дава дополнителни проблеми кај децава. Зашто е битно кај децава? Бидејќи децава многу повеќе респирации прават. Сите тие зголем број на респирации дојдува да поголемо количество на аерозагадување се внесе во белите дробови. Кај децата бронхоепителниот епител е многу нежен и секој тоа аерозагадување го оштетува епителот на дишното стебло и доведува до полесно навлегување на вирусите во дишното стебло. Секој тоа зголемено количество на вируси во белите дробови доведува да помине во акутна респираторна инфекција и затоа што во раните октомвриски, ноемвриски денови ние имавме зголемен број на пациенти. Тоа доведе да се преполнуваат болниците и секако аерозагадувањето се има во влијание директно на респираторните заболувања. И исто така и кај хронично болниве деца и кај хронично болни не само децата, туку и кај возрастните. Но на што секако исто така е многу битно, ние као пациентите во наша република обично и не земаат хронично болни терапии пред да се почне зимската сезона. Она што би сакал да апелирам, секаде пред почнување на зимската сезона, пациенти кои што имаат хронични и обструктивни белодробни болести треба порано да започне со терапија за да бидат заштитени во тек на зимските месеци. Дали оние разни препарати во форма на лекови, таблети може да го зајакнат имуниот систем? Зборувам за препарати кои се наменети и со својство за зајакнување на имуниот систем и кога да почне да се пие таква терапија?
Така, имам голем број на имуностимулатори кои што ги кажуваме ние и затоа пожелам да луѓето кои што имаат хронични заболувања почнат осим со својата терапија која што е за соодветната хронична болест и да се појача имунитетот. Тие препарати ги имат, достапни се во нашите аптеки и треба да се започнат уште во октомври за да може да бидат заштитени децата. Октомври се дават, некои се дават 3 месеци, по 10 дена се пие, па има 20 дена пауза, затоа да се почне уште во октомври, ноември, декември, за да дочекаме зимата подготвени и нашиот имунолошки систем да може да одговори на респираторните вируси. Да, кога сме кај аерозагадувањето, вие имате напишано и книга, исто така сте автор за ова проблематика која е глобален проблем, а ние, од секогаш имало аерозагадување, но дали во последно време дека почнува да се мери, имаме лесно достапни информации преку интернет и мерни станици, некако мислиме дека ова е нова појава, може би е малку позголемена, но од секогаш предпоставувам дека имало аерозагадување во Скопје. Така, одлична тема зачнав, значи аерозагадувањето веќе долго време сум дел од тимот кој што работи аерозагадување во таа група кој што го следиме. Порано немавме мерни станици и не го меревме. Знаат постарите генерации 98, 99, значи ако појдевме, што кажуваат некои наши доктори, ќе појдевме на кисела вода, па ќе завршевме во Велес или ќе појдевме во Газибаба, ќе останевме во Куманово. Имавме извонредно големо аерозагадување, појава на магла и смог кој што траеше по 15 дена. Тоа го неаме сега. Сега достапноста на интернет и мерните станици кои што ни дават која е концентрацијата на аерозагадувачите, малку се крева некоја паника дека секој тоа згодува. Не велиме дека нема аерозагадување во Скопје, во Скопската котлина, но самата поставеност на Скопската котлина кој што нема проток на ветрови, секако и урбанизацијата што последната деценија зголемена, односно неконтролирање зидање во Скопје, доведе да тоа аерозагадување поголемо. Но не е исклучи Скопје во склоп на големите градови. Да, читаме и Париз, и Белград, и сите Белград, уште поголема аерозагадување има. Кина да не збориме, Индија да не збориме, Америка исто така имаат огромно аерозагадување, но сепак добре што водиме сметка за аерозагадувањето, се трудиме да го намалиме, а сето тоа ќе вроди со плод. Еве нова одлука што имаше владата Република, може да се купат електрични автобуси, ќе доведе до намалување купување на нови коли кои што имаат, значи помала емисија на грејење на пелети. Грејење на палети, се тоа ќе доведе до намалување на аерозагадувањето во нашиот град. Така, гледам и низ главниот град се повеќе луѓе млади, повозрастни носат маски заштитни. Колку тие маски можат да не заштитат од внесување на тие честички кои ги споменавме и да не ни го загрозат здравието кога се движиме на отворено, а кога аерозагадувањето е навистина високо? Така, тие маски секако може да помогнат, но секако 100% не штитат. Има различни видови на маски, од некои што се со помала може за заштита до највисоко ниво на заштита, но сепак пожелно е ако веќе мораме да излеземе надвор кога аерозагадувањето е високо, пожелно да имаме маска. Исто така ладниот воздух е еден од најлошите тригер фактори кои што влие на нашето здравје, влие на тој епител. Ладниот воздух доведува до појава на астма кај пациенти кои што имаат астматско заболување и престојот половина час или повеќе од 1 до 2 часа на ладен воздух ќе доведе до оштетување на трахеобронхиолниот епител и појава на астматски напад. Така да маските си имаат своја улога, но не е 100% заштита, да кажеме, ако имаме маска, но помагаат у секој случај. Така, но оние маски кои се хируршки, медицински, што имаат секако рок време траење, до час-два. До час-два и мислам дека тука повеќе е некоја мода излезе да... почна реклами за специализирани маски за против аерозагадување, за заштита од загаден воздух. Предпоставувам дека е сличен ефектот на заштита. Ја мислам дека тоа се повеќе маркетички трик и не се лиценцирани кои што ние би може да видиме во која количина и од кои честички не штитат и од која аерозагадување може да дадат. Значи се уште нема некоја научно... Некоја валидна студија барем во нашата држава кој што би можел да ги тестира тие маски кои што се во продажба, да кажеме точно оваа маска толку штити. Не знам дека постои некоја институција која што го работи тоа. Така, ова предпоставувам дека повеќе заштита со маски се однесува на лицата со хронични заболувања, кои имаат респираторни проблеми или може и здравите лица. И здравите луѓе може да ги земат, зашто што основа повеќе штитат од ладниот воздух, пошто ладниот воздух сепак кога не оди директно во дишното стебло, маската е еден филтер кој што го секако
нашите луѓе порано користеле шало за тоа и така да не е нешто страшно. Да се надеваме дека што помалку потреба ќе имаме ова зима, дека ќе имаме повеќе ветер. Така, и чист воздух. И чист воздух. Ќе направиме една музичка пауза и ќе се вратиме повторно со информации поврзани околу функционирањето и лекарската грижа и нега на болните деца во Институтот за белодробни заболувања кај децата во Козле. Одиме со музичка пауза. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот. На Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Денешен мој соговорник во Здравје е примариус доктор Оливер Зафировски, директор на Институтот за белодробни заболувања кај децата во Козле. Доктор Зафировски, завршивме првиот дел со вирусните инфекции, аерозагадувањето. Се надевам дека нашите слушатели ќе практикуваат барем дел од советите кои ги споделивте за нив и за нивните деца, како да ги заштитат во овие зимски денови, но она што тешко се заштитува, би рекол, е кога ќе слушнеме дека некој детенце вдишало страно тело, голтнало, кикирика, пуканка или бисерче некоја додека си играло, бидејќи децата знаеме дека се темпераментни, дека ќе го изгубиме за секунда од видикот и потоа ќе има компликации и проблеми. Имате ли зголемен број на деца со страни тела кои бараат лекарска помош кај вас во Институтот за белодробни заболувања? Да, ова сезон имаме исто зголем број на страни инхалирани туѓи тела, кои што викаме ние во дишното стебло, и тоа се должи баш на тоа што имавме една кампања пред неколку години дека на деца до 3 години не треба се дават нити пуканки, нити кикирики, нити бадеми, ни се до таа ситно зрнести плодови, значи не би требало да се дават на деца, бидејќи децава ќе се насмеат, ќе се затрчат и може да дојде до инхалација на туѓо тело. Исто сме имале инхалација и на делци од пластични играчки и до 3 години исклучиво само гумени играчки, никако пластични, кои што има мали ситни делчиња кои што може детето да ги стави во уста, да се загрсти и после тоа да отиде во дишно стебло. И кога се работи за пластика, не може да се и по правење на рентгенографија не може да се види дали има туѓо тело, има други начини на кои што ние поставаме диагноза за инхалирано туѓо тело. Но сепак на маладите мајки ја кажуваме дека нема потреба од давање на таква храна, бидејќи таа храна нити нешто ќе му помогне на детето, а само може да создаде голем број на проблеми. Посебно кога нема да се види детево, што да се едноставно детево еден мал дел да му оставиме да биде само или да не го забележиме. Така на секунда, на момент. Секунда ќе земат, во последно време има и се повеќе делчиња од гардероба на деца кои што имаат некои ситни апликации. Тие ситни апликации може детето да се игра да земе дел, имавме посебна ситна апликација и е ставена во уста детево и има се загрцнало, има инхалирано и беше проблем да се таа ситна пластична апликација извади од дишното стебло. Така да мораме уште еднаш да направиме една кампања за инхалирани туѓи тела, бидејќи постуваат како диагностички проблем, така да самата анамнеза тешко се доаѓа, бидејќи родителите во старт негираат дека имаат видено, а и најчесто немаат видено инхалирано туѓо тело, и тоа таквите деца долго се лекуваат или како пневмонии, или како бронхити рецидивантни, сме имали и подолг период да остане страното тело. А всушност, додека да се открие, за да се потврди. Но оние што се ургентни случаи, предпоставувам дека веднаш им се укажува лекарска помош. Неодамна промовиравте и нов современ апарат преку кој полесно може да се и диагностицира, но и да се извади страното тело. Така, ургентните, значи кога се работи за ургентна бронхоскопија, тоа е тоа детево кашля, има несопирлива кашлица, така да диагнозата многу полесно се поставува, дури самата анамнестички податоци ни укажуваат на тоа. И кај нас се прави, бидејќи институцијата и Центар за бронхоскопија за Република Македонија работи една изузетно добре едуцирана екипа. Тука мора да ги истакнам примариус доктор Јане Божаров, примариус доктор Искра Лазаров, доктор Галбова, помладата екипа, доктор
Ирена Чекаларовска, Арнудо, кои што навистина представуваат врв како за Македонија, така и за Европската асоциација на брахологија и не е никаков проблем да се направи ургентна брахоскопија во нашата установа, бидејќи имаме една традиција од повеќе од 30 години. Секако дополнително ова што е новата апаратура као видеобрахоскопија многу е полесно, бидејќи се гледа за само неколку минути дали се работи за страно тело. Ако се работи за страно тело, после тоа со ригиден брахоскоп доаѓаме до екстракција на страното тело, а она што е побитно, новите апарати као видеобрахоскопија дозволуваат и постување може да се целокупниот тој материјал слика и после тоа да се анализира. Така, но и вие имате и лично колекција таму во институтот. Така, нашата колекција навистина импозантна и која имаме голем број на делегации надвор од Република Македонија, бидејќи нашата брахоскопија влезена и во Европската асоциација, една од 5 до најдобри брахоскопии во Европа, кои што по она што се сме извадили од дишните патишта, навистина е импозантна од капаче од пенкало, до дзивана, до делчиња од менѓушика мајкати, тоа кај мали деца, до ланчиња, до нараквици, и она што секако представува една посебен ентитет, тоа е шпенагла, која што беше извадена кај постара жена, која што работела со игла, имале шпенагли во устата, дел од шпенаглата залетала и имаше и халирано шпенагла во дишното стебло. Таа жена беше спасена од нашата брахоскопска екипа за да не се прави операција. Навистина има богата колекција и богато искуство нашата брахолошка екипа. Така, но уште еднаш да го потенцираме вашиот совет, никако на деца до 3 годишна возраст да не им се дозволува да бидат да имаат пристап до кикирики, пуканки и останати апликации кои може да им го загрозат здравието, бидејќи децата се љубопитни и сакаат се да стават во уста, што велат старите. Така, од 1 до 3 години психолозите викаат таа фаза пика, односно децата стават се во уста и на тој начин го осознаваат надвршниот свет. Баш затоа треба да бидат под контрола на своите родители и да се избегнуваат давање на храна, пошто пред некој ден случајно видов како мајката јадеше костен, па му дава на малото дете да јаде костен, секако на дете од 1 година не е храна која што многу значи да јаде костен, а сепак може да направи проблем да делот тој костен залута во дишното стебло, што ќе биде дополнително проблем за детето. Така, малку повеќе од 1 година успешно функционира и Центарот за цистична фиброза, сместен во установата со која раководите, Институтот за белодробни заболувања кај децата во Козле. Како функционира? Се дадоа ли првите резултати од овој центар, имајќи предвид дека е единствен ваков и во Македонија, но и во регионот? Така, за прв пат во Република Македонија се остава Центар за цистична фиброза, што секако беше на задоволство на пациентите. Тие тука си го најдоа своето место, кај што комплетно може да бидат згрижени. Фактички Центарот ги работи сите необходни, како испитување за докажување, така и можност за лекување на сите болни од ЦЕВ. Ние во тек на оваа година дена имаме изврдено тешки случаи кои што успеавме да ги решиме во интерес на пациентите и да ја подобриме нивната како клиничка состојба, така и нивната белодробна функција, што се до тоа го докажавме преку правење на спирометри и други тестови кои што докажавме дека има виден напредок кај нивното здравје. Нашиот центар беа реферирани првите наши резултати во септември, имавме голема конференција на кој што беа учесници еминентни професори како од Англија, така од Белгија, од 17 држави од Европа и беа изненадени како може ваков центар да биде во овој дел на Балкан, кој што е прв и кој што има одлични резултати. Ние не застануваме тука, понатака продолжуваме наша следна цел воведување на неонатален скрининг, кој што ќе биде во интерес на пациентите. Неонатален скрининг значи рана диагноза, рано поставување на диагноза за ЦЕВ, што ќе значи помалку компликации, подолг живот за пациентите и поквалитетен живот. Так, колку вакви пациенти со ваква диагноза има регистрирано во Македонија, бидејќи сега претпоставувам дека со центарот имате појасна евиденција и појасна слика? Ние се уште го немаме добиено регистарот од клиника за детски болести кој што беше одделот за ЦЕВ, но она што го имаме од наши сознание, моментално имаме неде околу 116 деца кои што се прикрепени во нашиот центар, кој што ја подигнуваат терапијата и која се работи за компликации кои се лекуваат. Спроведени се сите мерки за заштита од интерхоспитални инфекции, сите тие се лекуваат во еднокреветни соби, се направени сите изолациони мерки, посебно деца кои што имаат мрса, тоа е метицилин резистентен стафилокок, посебно деца со псевдомонас или други заболувања, така да највисоко ниво на хигиена за
превенција на интрахоспитални инфекции кои што може да бидат и животно загрижувачки за тие пациенти и да доведе до несакани компликации. Центарот ги воведе сите протоколи по углед на водечката англиска Royal Brompton Hospital, кој што е лидер на светско ниво. Беа колеги од таа клиника, беа колеги од други европски центри и навистина ние сме задоволни као тим кој што успеавме за само помалку од една година да направиме вакви импозантни резултати. Така, доктор Зафировски, тука ќе ви се заблагодарам за овие драгоцени совети кои ги споделивте на повеќе здравствени области од медицината, би рекол. Со нашите слушатели разговаравме за вирусните инфекции, понатаму за аерозагадувањето, ги споменавме и страните телеси, како и Центарот за цистична фиброза. Ви посакувам што помалку пациенти, но успешна работа со тие пациенти кои ќе дојдат и ќе имаат лекарска помош од вас и вашите колеги од Институтот за белодробни заболувања кај децата во Козле. Ви благодарам и стоем на располагање секој пат да споделиме нови сознанија и совети за вашите гледачи. Така, кога се работи за децата, секогаш и ние сме отворени за соработка и за нови информации. Се надевам дека наскоро ќе имаме и уште подобра прилика на некоја нова тема да разговараме и да бидете мој соговорник во здравје. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Почитувани, одиме со кратка пауза за реклами, па потоа ќе се одјавиме со завршни информации од емисијата Здравје. Твојот свет во најубави бои. Препознај го на Радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушавте емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Тема во денешното издание на Здравје беше работата и функционирањето во Институтот за белодробни заболувања кај децата во Козле, а мој соговорник изминативе 40 минути беше примариус доктор Оливер Зафировски, директор на детската болница во Козле. Имавте можност да слушнете за зголемениот број на деца со вирусни инфекции овој период од годината кои бараат лекарска помош во Институтот во Козле. Потоа разговаравме и за аерозагадувањето со професор Зафировски. Започнавме и темата со страните тела кај децата, односно никако да не им се дозволува на деца до 3 годишна возраст да имаат пристап до страни тела кои можат да им го загрозат здравјето, односно страни тела како што се кикирики, пуканки, мали бисерчења и разни апликации како на нивната гардероба, така и апликации за украс на косата и делови од телото. Секако споменавме и за Центарот за цистична фиброза, единствен ваков центар не само во Република Македонија, туку и во регионот. Се надевам дека поконкретно за вирусните инфекции кои се по поголем број овој период од годината, ќе ги применувате практичните совети кои ги слушнавте од доктор Зафировски, секако за подобро здравје на вашето дете. Тука и крајот на денешното издание на емисијата Здравје во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Александар Динев. Техничка реализација Далибор Зафировски. Денеска сме вторник, 13 декември 2016 година. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Со нова тема од областа на здравството ви закажувам повторна средба наредниот вторник од 11 часот и 5 минути. Од мене до слушање и имајте убав ден. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје.